Имавме многу продуктивен ден на средбите во овој многу важен момент за вашата земја. Соединетите американски држави се горди што заедно со Европската унија со сите политички сили се обидуваат да се надмине политичката криза од минатата година што резултираше со договорот од Пршино. Имаше некаков напредок при имплементацијата на тој договор, но сега е време да се заврши работата и да се отвори пат за слободни демократски избори. Дури и пред да пристигнам, политичките лидери зборуваа за тоа како да се дојде до избори и морам да кажам дека заминувам од Скопје охрабрена од она што го слушнав. Во наредните денови се надеваме дека преговарачките тимови ќе можат да ги разгледаат идеите што се намасе и да се движат кон избори. За ова секако ќе биде потребна политичка волја од сите страни и на средбите почувствував дека таа волја ја има. Амбасадорот Бејли и неговиот тим ќе продолжат со цврста работа заедно со Европската унија за страните да дојдат до договор што е можно поскоро. Мојата втора цел е да пружам помош во процесот на зацврстување на судството и владењето на правото овде во Македонија. Имав прилика да разговарам со представници на граѓанското општество и со новинари и да ги охрабрам при нивната работа. Утрово исто така се сретнав со господјата Јанева и со нејзиниот тим. Нејзината работа е од витално значење за во оваа земја да има вистинско владење на правото, одговорност и чист правен систем. Нешто што е клучно ако Македонија сака да ги постигне своите евроатлантски цели и да биде членка на Европската унија и НАТО.